Почитувани љубители на ликовната уметност, ви благодарам за денешното присуство. Чест и задоволство ми е денеска да ја отвориме една од поубавите ликовни изложби. За чест и задоволство ми е да ја поканам да ја отвори магистер Александра Димитровска, стручен работник за визуелни уметности, архитектура и дизајн од Кочене. Ве молам да се висовати. Ви благодарам на вашето присуство денес, на гостоприемството на директорот на вашиот културно-информативен центар. За прв пат се представуваме пред публиката, пред вас во Македонска каменица и ни е навистина драго и задоволство на поканата на директорот да дојдеме да ја презентираме нашата младинска ликовна колонија Свети Пантелеймон. Во 2012 година, за прв пат, по долгогодишна пауза, воедно беше и Нели Кочани, град на културата, ја започнавме оваа младинска ликовна колонија, која што редом си зафати една традиција на одржување и во истата земаат учество претежно нели талентирани млади. Некаде докај, да речам, 2016 година, оваа ликовна колонија беше од меѓународен карактер, потоа имавме една пауза, пак си ја продолживме меѓународната ликовна колонија и еве како што гледате овде во вашата салон галерија се изложени 20 дела, 24 дела, 22 дела, кои што се работени во акрил техника на платно. Димензиите значи се 50 на 70 и во тие две години, значи 2019 и 2020, значи во 2020 претежно најмногу се осеќа тоа влијание од пандемијата, значи од самиот COVID-19 кој што нели остави големи траги во уметноста и во творењето. Како што кажав, во ова меѓународна ликовна колонија земаат учество талентирани и ученици кои што се по избор на своите ментори. Во 2019 имавме гости од Ново село Струмица. Во 2020 поради пандемијата и поради условите во кои што се реализираше ликовната колонија, уметниците, односно младите таленти твореа во домашни услови, значи немавме можност да поканиме, но оваа година повторно, значи 2022, со поддршка на Министерството за култура, значи оваа ликовна колонија ја продолжуваме во свој континуитет. Накратко, толку околу колонијата, соработката, како што кажав, која што денес званично ја започнуваме, понатаму ќе ја продолжиме, ги поканувам значи и младите таленти да се обратат како кај директорот, така и нели до нашата установа да земат учество, може и со нивните ментори, значи во оваа наша 2022 година кога ќе биде реализација. Обично колонијата се одржува во неколку дена, во зависност од условите, претежно по 5 дена. Оваа година е предвидена да се реализира крајот на месец август, почетокот на септември, нели предшколската година, да творат учениците, да го запознаат кочанскиот крај, кочанската традиција, кочанските знаменитости, како што е споменикот на Слобода, Мородвис Дон, Мородвис, археолошкиот локалитет, значи етнокуќата, околу убавините на кочанскиот крај и сето тоа да се забележи и да се пренесе на сликарските платна преку душите на самите млади творци. Накратко тоа, доколку некој се заинтересира, може додека гледате изложбата слободно да прашате и да тука сме да разговараме. Уште еднаш се заблагодарувам на поканата и од моје име, од име на институцијата Национална установа Центар за култура Бели Мугри и со ова, како што кажав, ја продолжуваме соработката и во иднина. Благодарам уште еднаш.